Прво, навистина, жалам што премиерот еднаш бара конструктивност, а друг пат било каков предлог одбива. Дали е тоа дел од предизборниот фолклор или не, имајќи предвид каква кампања вода минатата година, сега јас навистина не можам да кажам. Но факт е дека ништо не се случува на полето на евроинтеграциите, а регионот оди напред. Оди напред Албанија, оди напред Црна Гора, со веќе конкретен план дека до 2027 или 2028 година преговорите тие целосно ќе ги завршат. Ние практично сме во фаза како преговорите сме ги напуштили. И тоа е најлошото нешто што може да ни се случи. И затоа ќе спремиме еден документ кој што ќе биде работна верзија, ќе го понудиме во текот на оваа недела, во кој што сметам дека ќе влезат сите аспекти кои што се битни за државата. Ќе ги споменеме сите претходни декларации, ќе ги споменеме обврските кои што се преземени во рамките на францускиот предлог и ќе даеме предлог како ние, како СДСМ, смета дека треба да се продолжи понатаму како јасно и точно. Иако и претходно се споменати во сите документи, но еве сега да ги сублимираме тие наши црвени линии, конечно да знаеме сите на една маса, сите политички чинители, за што зборуваме и како да продолжиме напред. Поради тоа што сега се случува е практично само прво губење време, понатаму огромен раст на разочараноста на граѓаните затоа што ништо не се случува на тоа поле, младите се повеќе гледаат едината надвор, губиме средства поради тоа што не се спроведува ни реформската агенда, посебно во делот на правосудството, е околу 80 милиони евра држава изгуби затоа што ниту еден закон кој што требаше согласно планот за раст не беше поднесен од страна на Министерството за правда. Така да сметам дека навистина треба државнички да се настапи за да се одблокира тој процес на евроинтеграција.